На телефонска линија треба да го имаме поранешниот репрезентативец во фудбал, Игор Митревски. Добро утро. Добро утро. Митревски, веројатно како фудбалски стратег, експерт, поранешен фудбалер, меѓутоа и како огромен фан на фудбалот, го следите ова европско првенство. И морам да ве прашам на почеток, каква генерална слика ви даде оној прв настап на Македонија на европските првенства? Најпрво поздрав до сите гледачи, на вистина како сите љубители на фудбалот и јас редовно го следам ово европско првенство. На вистина сме горди на нашата фудбалска репрезентација, цела фудбалска нација, цела фудбалска села, цел наш народ. Испишавме на огромна историја за нашиот фудбал, за нашиот спорт и како сега фан на нашата репрезентација, како сите наши други фанови, навистина сме сретни. Како нација светот гледа поинаку на нас денеска. И првиот натпревар според мене помина одлично како започна ова европско првенство. Во некој делови од играта имавме позитивни, во некои негативни работи, но сепак фудбалот е таков. За прва утакмица доста добро, иако загубивме. Имаме во некој делови од играта и добри моменти. Австрија, мислам дека на физички план беше поподготвена од нас, има поголем ростер на фудбалери кои можат да издржат повеќе на теренот, но за прв натпревар, иако загубивме, одигравме добро. Да, Австрија сигурно дека по квалитет на своите фудбалери е и поскапа репрезентација. Алаба, например, капитенот на Австрија, играч кој што вреди милиони и милиони на оној фудбалски пазар, заврши во Реал Мадрид, таму ќе ја почне новата сезона. Во Бајерн Минхен освои се што можеше да се освои. Имаат еден куп други играчи кои што чинат милиони и милиони на пазарот. Меѓутоа, кога е во прашање тактиката на македонската репрезентација, она што може да се издвои позитивно и она што може да се издвои негативно, бидејќи ако ги земеме оние надпревари против Романија, против Германија, против Грузија, па и Казахстан, беа многу поофанзивни надпревари од наша страна, отколку овој против Австрија. Дали можеби тука направивме грешка, што се трудевме пред се да не го загубиме надпреварот? Добро, видете, сепак репрезентациите веќе и не знаат доста добро и после тие надпревари со Германија, со Романија и со Грузија. Едноставно селекторот Ангеловски не може да смени многу во нашата репрезентација. Едноставно тие фудбалери што се пласира на европско првенство, тие играат цело време. И сите тренери кои не анализираат и сите фудбалски стручњаци веќе знаат како игра Македонија. И затоа немаме многу ростер на фудбалери каде што може да направиме некои видни измени, затоа што и нашата клупа исто има доста млади фудбалери, но тие се нашата иднина. Без разлика, тоа е ростерот што го имаме денеска. И едноставно не можеме многу да менуваме во тактички дел. Нашата одбрана веќе Муслију, Бейтула или кој да игра, или Ристевски, тие се 4-5 играчи каде што нема што да се смени повеќе. Затоа на тактички план Ангеловски едноставно, како за прва утакмица, мора да се има малку резерва, не може толку да се отвориме. Не се сепак овие квалификации или друго, затоа што европско или светско првенство е еден вид на турнир. Се играат само 3 утакмици, во тие 3 утакмици треба да се извлече некој бод повеќе. Сега за сега мислам дека е окей, денеска имаме уште една утакмица каде што треба да пробаме да извлечеме 3 бода ако можеме. Да, рековте денеска во 15 часот против Украина, вие една сезона своевремено настапувавте во Металург Запорижја, што ќе рече дека сте го почувствувале украинскиот фудбалски дух. Ако направите една споредба со она што е Австрија и ова што е денешна Украина во фудбалот, како би го оцениле противникот? Видете, денеска кој се пласирал на европско првенство, сите се добри репрезентации, без разлика. Јас играв една сезона во Украина. Навистина имате еден одличен стратег Андреј Шевченко како селектор во украинската репрезентација. Што можам да кажам за Украина? Украина навистина игра еден агресивен фудбал. Доста и во Русија и во Украина имате еден стил на тактика каде
Многу се трча, многу тактички се добро подковани, играат во доста јаки клубови како Динамо Киев или Шахтер Донец, Днепар. Самото првенство е доста појако и навистина нивните играчи, како што видов вчера малку по социјалните мрежи, дека 90% самите фудбалери играат редовно во своите клубови, каде што не е и кај нас така. Добро се подковани тактички, ги исполнуваат доста врските, затоа што, како што читав, како што видов, кај Шевченко нема значи лабавост, едноставно бара максимално на теренот и освојување на бодови, како што изјави самиот. Да, против... Мислам дека ќе влезат и тие резервирано денеска. Можеме да изненадиме, можеме да играме добар надпревар и јас се надевам дека нашите момци нема што да изгубат. Веќе ти пиша историја за нас. Дека едноставно ќе истрчат денеска на 3 бода, пошто нема што да чекаат повеќе. Да, јас не сум никако фудбалски стручњак, меѓутоа доволно страшно го следам фудбалот против таков, па можам да си дозволам да прашам со таков противник се чека грешката на противникот или се напаѓа? Видете, нема што да се чека, едноставно треба тактички да се одигра добро. Не може во фудбалот колку и да напаѓате, колку да се браните, и среќата треба да биде на наша страна. Како во Лигата на нации, како против Германија. Значи се зависи, може да се даде еден гол, може да се даде и 5 гола. Не е тоа битно, битно е нашите фудбалери да одиграат добро тактички, зрело, да се процени во првите 15 минути дали може да нападнат или да се чека пример на крајот на утакмица да се нападне, затоа што во фудбалот тактиката многу е битна. А тоа све зависи колку противникот ќе ни дозволи да играме. Така, и тука веројатно она бројна македонска публика која што е замината во Букурешт исто така може да направи разлика, бидејќи видовме на оној надпревар помеѓу Унгарија и Португалија всушност што значи еден полн стадион и колку тој може да и даде еден ветер во грб на репрезентацијата, особено што Унгарија играше на домашен терен во Будимпешта, на португалците им треба речиси 85 минути за да го скршат целиот тој бедем на унгарците. Македонија во Букурешт како да игра на домашен терен со оглед на тоа колку публика има. Може ли тоа да направи разлика? Многу е битна публиката. Јас после првиот надпревар видов како да играме ние во Скопје. И навистина многу наши фанови се таму, многу улиците во Букурешт се исполнети, сите кафејани, кафичи се веат македонските знамења во Букурешт. Навистина нашата публика, нашите фудбалери веќе го почувствуваат тоа на првиот надпревар. Публиката е многу битна, ќе имат поддршка во сите 90 минути, само моја желба е да одиграме навистина како што одиграме против Германија или Романија. И сите, мислам дека коцките може да се спојат доста денеска добро. Так. Се зависи дали ќе имаме среќа и се зависи дали ќе трне како што треба од почеток. И ако се следат оние европски спортски сајтови, таму се пишува дека на денешниот надпревар помеѓу Украина и Македонија скаути од рангот на тимовите како Тотенхем, Бенфика, Борусија, Дортмунд, Евертон и слични ќе ги следат настапите пред се на Елмас и на Барди. Меѓутоа тоа е шанса за сите наши фудбалери нели да добијат еден поголем ветер во грб, па зошто да не и да се нападне многу повеќе Украина и да се добие тој надпревар. Но веројатно многу ќе зависи од овој надпревар како ќе играме Митрески против Холандија. Според некое непишано правило, Македонија со фаворитите одлично се носи. Да, може би сме загубиле повеќе надпревари колку што сме добиле, но имаме доста нерешени надпревари, доста голови во тие надпревари. Значи не само што примаме, туку и даваме. Холандија ви импресионираше досега? Јас го гледав првиот надпревар и Холандија има доста млади фудбалери, но одигра еден одлично, според мене одигра одлично на првиот надпревар. Навистина е тешко да се игра против Холандија. Секогаш произведува млади фудбалери од добри школи како Ајакс, ПСВ, Фејенорд. Навистина нивната школа со млади таленти е многу добра и одигра еден солиден надпревар. На првото прашање дека нашите фудбалери навистина денес има некој среќа да се покажи доста добро, да замине во подобра лига, во појака лига, ќе биде само бенефит за нас, затоа што колку фудбалери играат повеќе надвор, толку и подобра репрезентација ќе иде. Затоа што нашето првенство е доста слабо, значи секој играч, секој фудбалер кој ќе потпише во голем клуб,
навистина ќе биде уште подобро за нашата репрезентација. Сепак Пандев е во возраст, Пандев е во години, ние имаме наследници. Еве тука е Елмас, тука е Барди. Имаме млади фудбалери каде што можат и понатака ова репрезентација да ја водат, без разлика фудбалот е таков. Не може секој вечно да игра. Најважно за Пандев свесење со овие млади момци дека можеби ова европско првенство годините си го прават своето и тој мислам дека ќе даде максимумот, ќе победи ова генерација на овие 12 превари максимално. Јас се надевам, многу наши фанови очекуваат многу наша репрезентација, но за мене не е реално денеска тоа. Многу е битно што ние денеска сме на европско првенство и навистина ако освоиме 1 бод на ова европско првенство и 3 бода би било за нас огромен успех. Така, и Митевски за крај на разговорот да ја прашам, го следите првенството, која репрезентација се издвојува, иако е рано, само што започна втората рунда од групната фаза, Италија е засега првиот осмина финалист, Белгија е онаа која што убедливо ја совлада Русија, остави некаков печаток, меѓутоа кој е ваш фаворит, да, меѓутоа и која се одделува од засега според играта и квалитетот? Според квалитетот, според играта, според мене вчера видов еден одличен надпревар на Италија. Италија со селекторот Манчини игра тактички одлично, исто и Франција. Германија има доста проблеми во ростерот сега, дали со промена на селекторот, дали што му завршува си один или после ова европско првенство. Мислам дека моментално и Белгија, но за мене фаворити од овие три што ќе ги издвојам Италија, Франција и Белгија. Така, на англичаните не им давате простор. Видете, не да не им давам простор, него едноставно не ми се допаѓа. Мислам англичаните како играат денес. Има добра репрезентација, играат доста добро и тие. Него мислам дека Италија се на чекор повеќе и Франција од Англија. Така, да. Митевски, ви благодарам на одвоеното време. Уживајте во овие топли температури кои што следат деновиве и секако во 15 часот да ја следиме репрезентацијата. Благодарност за одвоеното време.